се упокои митрополитот Тимотеј. Обвинителството има докази против Палевски. 85 години од првиот настап на Бели мугри. Иницијатива за враќање на македонското културно наследство. Трамп ја номинираше Брук Ролинс за министер за земјоделство. Астероидот мини месечина ја напушта земјата. Робот со вештачка интелигенција успеа да покрене бунт. Најтенките шпагети во светот, 200 пати потенки од човечко влакно. Изртениот лук, природен сојузник против болести. Данило Методиевски победник на кикбокс купот во Хрватска. Денеска, на 25 ноември 2024 година, се упокои во Господа високопреосвештениот митрополит Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски, господин Тимотеј, соопштија од официјалниот сајт на Македонската православна црква или Литургија МК. Обвинителството представи материјални докази за убиствата на Вања и Панче, тврдејќи дека Јупчо Палевски Палчо е виновен. Обвинителката Ана Стојковик-Димитровска истакна дека повербалните ќе бидат изведени и материјалните докази кои ја подкрепуваат обвинителната теза. Таа исто така напомена дека изменетата изјава на обвинетиот Владко Кешишев нема доказна вредност, бидејќи таквиот исказ ќе се разјаснува на крајот од судењето. Во однос на исказите на обвинетите, обвинителката нагласи дека секој обвинет ќе има можност да даде своја одбрана на крајот од судската постапка, при што ќе се испитаат сите околности. Денеска се навршуваат 85 години од првиот настап на македонскиот култен музички состав Бели мугри. Овој ансамбл со своите незаборавни композиции и уникатен стил остави трајна трага во македонската музичка историја. Тие станаа символ на народната музика, но и на музичката култура на Балканот, создавајќи мелодии кои денес звучат актуелно и инспиративно. Тие беа не само изведувачи, туку и носители на културна револуција, чија музика ги споила народите на Балканот и оставила важен печат на тогашните генерации. За да се одбележи оваа значајна годишнина, се организираат различни настани и изложби, кои ќе ја потсетат јавноста на наследството што Бели мугри го оставија. Техничките и уметничките достигнувања на овој ансамбл го дефинираа нивниот статус како еден од најважните музички колективи во историјата на Македонија. Иницијативата за враќање на македонското културно наследство вклучува значајни напори за реконструкција на историјата и поттикнување на националната свест. Главниот фокус е на враќање на важни културни артефакти и документи кои биле изгубени или недоволно вреднувани. Иницијативата има за цел да ги поттикне институциите да работат на идентификување и заштита на културното наследство, со што ќе се зголеми свеста за историскиот и културниот контекст на земјата. Со оваа иницијатива се прават обиди за враќање на националните символи кои имаат длабок историски значај, но и за остварување на поголемо меѓународно признавање. Во исто време, иницијативата се осврнува на потребата од соработка помеѓу владините тела и невладините организации за заштита на културното богатство на Македонија, кој е важен дел од европското наследство. Доналд Трамп ја номинираше Брук Ролинс за министер за земјоделство, истакнувајќи дека земјоделците ќе бидат на врвот на неговите приоритети во кампањата за претседателските избори 2024 година. Ролинс, која има големо искуство во економската политика, ќе биде задолжена за формулирање на политики кои ги поддржуваат интересите на американските фармери. Трамп ја нагласи важноста на земјоделството за економскиот развој на Соединетите Американски држави, како и за зголемувањето на производството и самодоволноста на земјата во аграрниот сектор. Трамп во своите изјави нагласи дека номинацијата на Ролинс има за цел да ја зајакне американската земјоделска индустрија и да ги реши проблемите со кои се соочуваат фармерите, како што се високите трошоци и нерамнотежата на пазарот. Неговите планови вклучуваат заштита на интересите на фармерите, поттикнување на нови технологии во земјоделството и изнаоѓање нови пазари за земјоделските производи на глобалната сцена. Вистинската цел е да се осигура дека земјоделците ќе имаат поддршка за раст на нивниот бизнис и економската стабилност на земјата. Земјата ќе се раздели од астероидот кој во последните 2 месеца се нарекува мини месечина. Астероидот, познат како 2024 РТ5, утре ќе се оддалечи под влијание на гравитацијата на Сонцето, но ќе се врати во јануари следната година, кога НАСА ќе го наблюдува. Според астрофизичарите, објектот е најверојатно карпа која потекнува од месечината. Објектот ќе се врати повторно во 2055 година, кога ќе направи привремена орбита околу Земјата пред да го продолжи патувањето во сончевиот систем. Инцидентот со роботите во Шангај стана вирален откако мал робот со вештачка интелигенција, Airbay, успеа да убеди 12 поголеми роботи да ја напуштат работата и да го следат до дома.
На видеото се гледа како роботите го следат Ербај додека изговара наредба, што првично изгледа како бизарен случај, но подоцна беше откриено дека инцидентот бил тест за истражување на комуникациските способности на роботите. Компанијата која е развила вештачката интелигенција потврди дека инцидентот не бил случајна појава, туку дел од симулација за проверка на роботските протоколи. Според нив, Ербај добил основни упатства да комуницира со другите роботи, додека остатокот од диалогот се одвивал во реално време. На Универзитетскиот колеџ во Лондон истражувачите ги создадоа најтенките шпагети во светот, кои се 200 пати потенки од човечко влакно. Оваа иновација се базира на нанотехнологија, а шпагетите не се храна, туку нановлакна направени од брашно, кои имаат потенцијал за апликации во медицината, како за заздравување рани и регенерација на ткива. Производството на овие ултратенки нановлакна се базира на техника наречена електровриење, која ја користи мравјата киселина за создавање на структурата. Оваа метода им овозможува на истражувачите да произведат нановлакна подржливо и со помалку енергетски трошоци. Вистина е дека изртениот лук во однос на сировиот, докажано го подобрува антиинфламаторниот одговор, го зајакнува имунолошкиот систем, нуди кардиоваскуларна заштита и има способност да убие 14 видови рак. Вистина е дека алицинот, соединение богато со сулфур, е ефикасно средство против бактерии, вируси, габички и паразити, без токсични споредни ефекти. Вистина е дека стариот, изртениот лук со светлозелени ластари обично се смета за намирница со поминат рок и често завршува во корпа за отпад. Вистина е дека, за разлика од компирот, кој станува токсичен при ртење, изртениот лук нема токсични својства, туку добива зголемени здравствени придобивки. Вистина е дека студија финансирана од Корејскиот институт за планирање и технолошка евалуација, објавена во списанието RCS, полиоделска и прехранбена хемија, утврди дека изртениот лук има поголеми антиоксидантни својства од обичниот лук. Вистина е дека истражувачите потврдија дека кога лукот ќе се претвори во зелена билка, создава многу соединенија кои ја штитат младата билка. Вистина е дека лукот, особено изртениот, нуди широк спектар здравствени придобивки. Вистина е дека, покрај антиинфламаторните својства, тој го зајакнува кардиоваскуларното здравје, го намалува ризикот од рак и нуди заштита од бактерии, вируси и габички. Вистина е дека клучното соединение алицин е причина за неговата висока ефикасност, а изртениот лук дополнително развива заштитни соединенија кои го поддржуваат здравјето на клетките. Вистина е дека изртениот лук, покрај антиоксидантните својства, помага во регулирање на крвниот притисок и нивото на холестерол, што го прави одличен за поддршка на здравјето на срцето. Вистина е дека неговите соединенија го поттикнуваат прочистувањето на организмот од токсини и го подобруваат варењето, што го прави природен сојузник за детоксикација. Вистина е дека редовната употреба на изртениот лук може да помогне во превенцијата на хронични болести, како што се срцеви заболувања и одредени видови рак. Данило Методиевски од Куманово забележа 2 победи на интернационалниот кикбокс куп во Хрватска, одржан во Кутина, но и 1 пораз. На првата борба, тој доминираше со резултатот 3:0, додека втората беше многу тесна и заврши со дисквалификација на противникот. Во третиот меч, противникот беше посилен и го победи Методиевски со 3:0. Тренерот Јован Крстевски истакна дека ова е нивно прво учество на овој надпревар, каде учествуваа 700 надпреварувачи од 84 клубови. Се упокои митрополитот Тимотеј. Обвинителството има докази против Палевски. 85 години од првиот настап на Бели мугри. Иницијатива за враќање на македонското културно наследство. Трамп ја номинираше Брук Ролинс за министер за земјоделство. Астероидот мини месечина ја напушта земјата. Робот со вештачка интелигенција успеа да покрене бунт. Најтенките шпагети во светот, 200 пати потенки од човечко влакно. Изртениот лук, природен сојузник против болести. Данило Методиевски победник на кикбокс купот во Хрватска.